Маркетите под лупа. Инспекторите утврдиле дека некои од нив си ја зголемиле маржата за 2 до 5% во споредба со лани. Ваквото однесување нема да се толерира. Веднаш ќе бидат повикани на состанок во владата. Да бидам конкретен со пример, ако минатата година во јуни месец бруто маржата била 10%, сега е 12 или 15%. Тоа се тие дополнителни 2 до 5%. И тоа ние нема да го толерираме и многу јасна порака ќе испратиме кон тие. Кога би се намалиле тие 2 до 5%, тогаш практично ние би биле земја со најниска инфлација во Европа во овој момент. Иако очекувам стабилизирање на инфлацијата во јуни месец, многу помала вредност во споредба со мај и со април. Во меѓувреме продолжува анализата на цените на 600 до 700 производи кои што ги добиваат од државниот пазарен инспекторат. Таму ќе ни треба малку повеќе време, бидејќи се влезни, излезни фактури, маржа која што имаат дистрибутерите и производителите, визави маржа брута која што имаат ланците маркети. Малку е посложена анализата, лично ја работам, така што можеби ќе ни треба малку повеќе време. По средбата со трговците, следната недела, владата се среќава и со дистрибутерите. Се уште има простор да инфлацијата, стапката на инфлација, која е исто така најниска на Балканот и малку е зголемена поради воениот конфликт, да оди надолу доколку сето тоа добро се изменаџира, бидејќи наредната недела веќе има најава за состанок со увозниците и дистрибутерите на бар оние основни прехранбени производи кои што се дистрибуираат во маркетите се потребни за едно просечно македонско семејство. Во рамките на подобрување на животниот стандард во земјава се и мерките од оперативниот план кои наидуваат на одличен прием кај граѓаните, особено мерката за самовработување на лица до 29 години, а чиј јавен оглас завршува денеска. Споредено со лани, бројот на апликантите годинава е зголемен.